Екипата на телевизија Нова во моментов се наоѓа пред познатата Даунинг Стрит, каде што, како што пред малку слушнавме, утринава премиерот Камерон даде изјава, кажа дека е разочаран од резултатите, но дека ќе ја почитува одлуката на мнозинството граѓани на Велика Британија, но најави за неколку месеци дека оставка, односно преговорите со Европската унија, дека ќе треба да ги води нов премиер на Велика Британија. Поред таборот кој што се залагаше за Брекзит, ова е ден за независност на Велика Британија, додека пак спротивниот табор кој што водеше кампања Британија да остане во Европската унија, велат дека ова е катастрофа. Може да се забележи дека Британија од овој референдум не само што излегува од Европската унија, туку исто така излегува многу поделена. Тоа може да се почувствува и во овој момент, овие денови, додека половина Британија слави победа, слави тоа што излегува од Европската унија, речиси половина е разочарана и велат дека победил национализмот, односно кампањата националистичка која што ја воделе од таборот што беше за Брекзит. Јас сутринава низ Лондон разговарав со дел од граѓаните, повеќето мојот впечаток е што ги начекав дека беа разочарани и шокирани од ваквата одлука, велат не очекувале, а многу помал број од тие барем што јас ги сретнав, беа срекни, вела дека ова е добра вест, Британија почнува од поново, од почеток и дека ќе тргне на добар пат. Но пред да ја слушнеме анкетата, морам да напоменам дека тоа затоа што во Лондон генерално поголем број, односно над 60% од граѓаните беа за останување, односно да не се напушти Европската унија, но генерално Англија и Велс изгласа излегување, додека Шкотска и Ирска пак најголем број, над 60% од граѓаните беа да остане во Европската унија и токму затоа сега од Шкотска најавуваат дека ќе бараат референдум пак да излезат од Велика Британија, бидејќи се незадоволни и не сакаат да бидат надвор од Европската унија, пошто се поставува прашањето што ќе биде понатаму, кои ќе бидат следните земји кои што можеби ќе побараат излез од Европската унија. Тоа е сега главното прашање кое што се поставува, дали ќе биде разнишан проектот за големиот европски сон. Предлагам да ја слушнеме анкетата, па се враќаме овде од пред Даунинг Стрит. It's very good. We can control immigration. Ова е одлична одлука. Сега ќе можеме да ја контролираме миграцијата, посебно во источните земји како Полска и Македонија, затоа што доаѓаат во земјата и се потпираат само на социјална помош за нивните деца, за кои плаќаме големи пари затоа што се далеку од овде. Тоа сега е готово. Заврши англиската великодушност. Имаме висок стандард на живење и не сакаме да го раздаваме она што сме го заработиле. Сега ќе биде многу подобро. Имиграцијата ќе биде ставена под контрола и ќе можеме да донесуваме закони во нашиот парламент. Законите ќе бидат дебатирани во нашите англиски институции. Имаме висок стандард во правниот систем. Овде сум 45 години и плаќам даноци. Имам успешен бизнис, но никогаш не сум земала социјална помош, како што земаат овие луѓе. Јас гласав да останеме, па така, што да кажам? Мислам дека ова е тажен резултат, навистина тажен. Ова е лошо за економијата и тоа веќе се чувствува. Лошо и на културен план. Навистина катастрофа. Јас не сум жител на Европската унија и не знам како ова ќе влие на мене, но мислам дека ако Британија е надвор од унијата, тоа ќе влие на сите што се надвор од унијата. Овде сум веќе 12 години, но не знам што ќе се случи следно. Велат дека ќе треба 2 години за се да се среди и верувам дека владата има план за сите што придонесуваат за оваа земја. Јас сум французин, овде студирам. Не знам што ќе се случи следно. Сигурно ќе има некој одговор од Европа и за мене ќе биде незгодно. Не знам што ќе правам идната година, затоа што сум вработен во британска компанија, па ќе видиме. Мислам дека ова е комплетно погрешно и дека требаше да останеме. Јас сакав да останеме, но тоа не се случи. Мислам дека е штета, но животот продолжува и мораме да бидеме позитивни. Мнозинството ја донесе одлуката. Очекувам хаос. Камерон даде оставка, фунтата веќе паѓа. Ужасно е. Многу сум вознемирена. Мислам дека требаше да останеме.
Во моментов се јавуваме од Даунинг Стрит, каде што, како што кажав и на почетокот, утринава премиерот Камерон си поднесе оставка, односно најави дека ќе си поднесе оставка некаде на есен, до тогаш ќе се обиде да ја стабилизира состојбата. Тој и најголемиот дел од неговиот кабинет, пратеници и министри беа се залага Велика Британија да остане во Европската унија и токму затоа се разочарани. Well, I voted to stay within the European Union, and it was a very close. Јас гласав Британија да остане во Европската унија. Гласањето беше доста изедначено, што покажува дека земјата е горе-долу поделена на половина, но повеќето гласаа за напуштање на унијата. Јас сум разочаран поради тоа. Ова одлука имаше големо влијание на глобалните пазари уште утринава. Многу пари го напуштаат Лондон, но се надевам дека тоа ќе биде краткотрајно. Во исто време, ја почитувам желбата на граѓаните. Ние сме многу стара демократија и треба да одговориме на тие желби. Во однос на Македонија, моја желба е Македонија да биде дел од Европската унија, но целото прашање за прием ќе биде во рацете на другите 27 земји членки. Сега сме повеќе сосед на Европската унија отколку членка, иако ќе бидеме членка и во наредните 2 години, додека трае процесот. Ние ќе продолжиме да имаме меѓународни партнери и да ги поддржуваме нивните желби за членство во НАТО или во Европската унија. И се разбира, Македонија многу придонесе, иако е мала земја. Незината војска има голема улога во Авганистан и во мировните мисии во Централно Афричката република и во Либан, и таа поддршка мора да продолжи. Сигурен сум дека Обединетото кралство ќе продолжи да ги поддржува меѓународните аспирации на Македонија за членство во НАТО и во Европската унија. Прашање е сега, бидејќи се смета дека евроскептицизмот во Европа расте и го има веќе во многу држави, дека само Британија го повлече шкрапалото и им го лести патот и на другите да бараат сега излегување од Европската унија, со што се разнишува големиот европски сон за кој што се градеше со децени.